ценностите во него, кон што се движите, зашто ви е животот, каков живот сакате за вашите деца, каков живот сакате за секое живо битие кое што живее надвор, кое што всушност не е одвоено од вашата душа. Сите ние доаѓаме од еден извор, од Божја љубов, од чистота, од заедништво, од еден сепостоечки океан, од кој што секоја капка од тој океан сме јас, ти, уличното животинче, миленичето дома, детето, роднината, пријателчето, комшијата. Сите ние сме од еден извор. Од тој извор доаѓаме со земска мисија, сите индивидуално да си ги искусиме собствените лични животни искуства, болки, страданија, карма, дела и да се направиме подобри луѓе. Во овој свет, во оваа земја, патуваме со една цел. Да се исчистиме себе од гревовите, од лошите карактерни црти, слабости и сенки и да се направиме подобро човечко битие, да се приближиме кон Бога кој што е чиста љубов, свест и мир. Кога ние сме спротивно тоа, ние сме многу, многу далеко од божествениот извор, кој што всушност некаде тлее длабоко во нас, во нашето срце, бидејќи сите ние имаме таа божествена искра од која што доаѓаме. Сите ние го носиме океанот во себе. Иако сме на сите страни во вид на капки раслеани на ова земско тло. Не да течат овие информации кои што треба малку сериозно да ве поттикнат за овој живот. Овој пат се докажа дека злото всушност го бираме ние самите и се повеќе доаѓа на ова тло. Злото не е страшно кога има баланс. Злото е страшно кога луѓето се слепи за постоечкото зло и несвесно го бираат и тоа почнува да доминира во светот, во човештвото. Во овој момент ние се наоѓаме токму на тој степен каде што човештвото е до граница и линија да веќе во секој агол го бира во својот живот и во секој агол тоа демне и владее во сите приватни животи. Што низ материјализмот, што низ работата, што низ купувањето, што низ световниот живот, што низ ниските површни вредности, што низ брзиот живот, што низ некои минливи решенија, што низ слабостите на луѓето, на карактерите кои што прават, наметнуваат и уништуваат и прават сплетки, гледаат само за себе, низ својата себичност, низ својата алчност, низ интригите, низ преварите, низ се што го можеме да видиме во едно обично секојдневие во животот на еден обичен индивидуален човек. Од тука почнуваат сите мали нешта во кои што големото зло доминира во сечи живот, во сечија рамка, во секоја институција, дали е тоа образование, дали е тоа министерство, дали е тоа компанија. Луѓето треба да се свестат. Треба да се свестите дека светот не оди на вистинското место. Но не можете да ги гледате вестите како да сте вие нешто одвоени од тие вести. Бидејќи се што се случува во овој свет е дел од вашите дела. Дали вие правите нешто или не правите, повторно вие сте инволвирани во случувањата на светот. Ако молчите пред неправдите, вие сте дел од злото. Во ред, и она што го апелирам до секој човек е малку да се свести за ова што го гледаме во секојдневните вести. Она што се случува глобално во светот, од аспект на самоубиства, од аспект на криминал, на убиства, на масакр, на земјотреси, војни, епидемии и се што го гледаме што доминира, тоа е само духот на човештвото, заболениот дух на човештвото. Тоа не е нешто што паѓа од небо туку така.
Зошто луѓето не го живееле во претходните векови до овој степен? Секогаш го имало, затоа што секогаш постоело злото. Меѓутоа не до овој степен. Денеска живееме во свет во кој што ни прети целосно уривање на земјината топка, затоа што доаѓа до преголемо вжештување на земското тло и глобално затоплување и нарушување на сите системи кои што треба да работат во баланс на оваа земја, планета Земја, за да не одржуваат нас, луѓето, индивидуално да живееме во еден мир и хармонија и баланс со природата. Тоа веќе се уништува и го нема. И тоа можеме да го сведочиме и денеска, и вчера. На 25 и 6 јануари, кога излегов јас надвор, сонцето ме изгоре мене. Тоа никогаш не било во овој мој живот, не сум го доживеала во најсуровата зима да имаме летно сонце. Пролетно не би ни кажала, затоа што тоа беше летно сонце. Кожата мене пликови ми излегува, затоа што бев пократки. Тоа е аларм. Тоа е аларм да се свестите. Немојте да мислите дека вие не можете ништо да направите. Вие што гледате, што седите дома, што навидом работите продавач или чистачка или перачка или во дуќан или во ресторан или кај да сте на ова македонско тло, кај да сте, сите сте дел од ова што се случува и во Македонија и ширум светот. Во Македонија она што се случува сме исклучиво ние криви, затоа сме реинкарнирани тука на ова поднебје, затоа живееме на ова поднебје, затоа што сме одговорни во ова што се случува, бидејќи ние, тоа е наша карма што се случува. Значи ние, ако ги гледаме вестите, гледаме дека таму некој татко си губил своето 2 годишно детенце, затоа што не можел веројатно да го поднесе дома, тоа кажува дека ние сме криви за ова што се случува. Како? Затоа што кога ние ќе се свестиме за вредностите кои што се наметнуваат и културата во општеството од аспект на што се дозволува, какво воспитание се дозволува на индивидуално ниво, колку ниско свесните семејства кои што придонеле ниско свесни деца ги дозволуваме да доминираат во општеството. Кога има закон, кога има правило, кога има култура, кога културните луѓе, кога ти и јас, ти ќе застанеме во името на културата и на свеста и ќе кажеме не може турбофолк да се пушта на тоа и тоа место, има да си има култура, има да си има некаков ред, да се одржуваат некои вистински вредности, тогаш што се случува? Тогаш државата, законот нема поинаков начин, освен да го почитува правото на народот кој што се бори, се буни и има глас, достоинствен глас. На тој начин, овие ниско свесни семејства кои што, да кажеме, еве како овој пример кој што таткото си губил детето, ќе се потиснуваат до тој степен да немаат веќе, да не може да се дрзнат да направат такви дела, а не па нивните деца да го прават тоа наоколу. Затоа што е се премногу дозволено, затоа што се премногу се молчи, доаѓа до деградирање на сите општествени правилни вистински вредности. На здраво живење, на мир, благосостојба, хармонија, среќа, заедништво, позитивна енергија, размена со пријатели, социјален живот кој што ќе донесе едно заедништво, една размена на убава енергија и култура. Тоа се губи. Човекот значи, вие од молчењето доаѓаме до степен да толку нештата се деградираат, што веќе и материјалистите, кои што можеби ќе го добијат тоа што го сакаат еден ден, еве да го добијат и во овој век, сите ние што сме обични луѓе, ќе бидеме оставени на милост и немилост самите на себе во преживување, во јадење едни меѓу други, заради тоа што немаме да преживееме, заради тоа што X поединци ја имаат и ја држат таа моќ. А всушност тоа е заблуда. Никогаш не постоеле одредени работни места, човечки ресурси, не постоеле, немало потреба од толкави компании. Луѓето се задоволувале со многу малку. Луѓето живееле
и отварале свои можеби нешта, работни позиции и работни места и своја фирма, меѓутоа не се ширеле, знаеле до каде им е границата, знаеле до колку им е доволно. Сега се отвараат измислени работни места на човечки ресурси, кои што ќе може да ги контролираат огромниот број на вработени во едно предпријатие. А тоа е исклучиво ум на материјалист кој што сака се повеќе и повеќе. Од тие луѓе кои што работат таму тие страдаат. Тоа не е вистинскиот начин на живот кој што една душа доаѓа, Бог промислил за сечи живот со своите таленти да живее нешто убаво, да живее од душа, а не да живее за плата. Тие работни места се чисто зло. И се наметнуваат и таму се најголемите плати. Тоа кај најголемите плати се таму. Кои што ќе ви донесат изобилие, луксус, да. Меѓутоа тоа не ви е потребно. Не ви е потребно. Затоа што не е замислен животот за тоа. Не е замислен животот за тоа. Животот е замислен да биде едноставен, да живееме многу поедноставно, да живееме со вистински вредности. Оваа недела цела, можеби 2 недели ги посветив на влегување во сршта на животот на Тоша Проески и случајно, но не случајно навлегов во тоа, ме интересираше колку ги продавал он картите. И дознав всушност дека картите на Тоше биле 300 до 500 денари. Таква вредност, такви песни, таква позитивна енергија, таква уметност, таква култура, таква уникатност и автентичност се наплаќала за толку нормални пари, каде што ќе можеле сите луѓе да уживаат во тие песни, во таа убавина, во таа уметност која што ја дал, таа љубов која што ја ширел. И сите го чувствувале тоа и затоа и сите го сакале. А денеска не можеш да си дозволиш еден концерт затоа што картата е минимум 1000 денари, кој што може да си го дозволи само елитата. И затоа одиме кон пропаст. Затоа што нема потреба ни концертите да се плаќаат во толку високи суми. Затоа што се е измислено. Се може да се прави и без пари, дури. Буквално без пари. Да се дава без пари и да се прима без пари. Ама не. Човекот е алчен за пари. Меѓутоа, поентата е дека не сакам да се залажете во тој свет. И ова е аларм, да не тргнете кон тој свет. Да малку се запрашате каде сте, што правите. Не е дека светот оди во друго време. Ние сме тие кои што го дозволуваме светот кој што доаѓа. А овој свет, колку и да се наметнува, еден ден сите ќе не сотре. Како поинаку да ви кажам? Ќе не сотре. Од аспект на тоа што нема да имаме да живееме буквално еден нормален живот, од аспект на тоа што планетата Земја е толку уништена што веќе нема да можеме да почувствуваме ни зима ни лето, од аспект на тоа што нема да можеме да знаеме како ќе си го преживееме месецот, од аспект на тоа да не можеме кога ќе излеземе од прагот од нашиот дом, па не мора ни од прагот на нашиот дом, дури веќе и во сечи дом, поготово во комши и згради кои што живеат, се шири таа енергија на индивидуално ниво. Па и во една зграда, веќе и во сопствениот дом нема да може да се најде тој мир. И луѓето ја губат целата смисла на живење. Ќе изгубат од тој живот, а веќе почнува оди кон тоа. И затоа ова е моја порака која што ја канализирам од духовниот свет. Ова е вистина, ова е реалност, ова не е илузија, јас не измислувам ништо. Јас ви кажувам реална слика од една објективна перспектива, нештата од глобално ниво како што се испревртуваат и оди во се поголем хаос, ви ги кажувам последиците кои што ќе одат на индивидуално ниво во сечи дом, во сечи живот, кај сечија душа, затоа што душата бара мир, среќа, благосостојба, социјален живот. И каде што ќе може да ги почувствува сите убавени на животот. Од култура, од музика, од уметност.
од пеење, од се. Но тоа не е живот кој што ние го сведочиме денеска. Политиката е една голема нула. Тоа е институција која што е измислена навидом да го држи човекот во ред. Вие имате слобода, имате право, имате свој глас и можете буквално да оставите, да фрлите се во својот живот и да останете на улица. Уште сега, уште овој момент можете тоа да го направите. И да сватите дека никој не може да го води вашиот живот. Кога ќе останете на улица, ќе сватите дека се е во ваша моќ. Ни работодавец, не мора да плаќате ни кирија, не мора да се храните, не мора ништо. Ништо не мора. Ништо не мора. Ништо не мора. Ајде сите на улица да отидеме. Сите да направиме пресек и да се одврземе од сите материјални нешта за кои сте зависни, и од договори, и од здравство, и од се. Кога ќе се отргнете од тоа, на улица ќе бидат најбездомните луѓе, но и најздравите душевни луѓе. Затоа што душата ви ја јаде договорот на работа, душата ви ја јаде нервозата од некој си патолошки случај таму кој што е искомплексиран, душата ви ја јаде политичарот кој што гледа само за својата фотелја, душата ви ја јаде здравството кое што е една заблуда кај луѓето. Здравството не лечи. Ние самите можеме само да се излечиме. Во нас е моќта да се заболеме и во нас е моќта да се излечиме. А исклучиво телото, психофизичкото тело се лечи исклучиво во мир, благосостојба и љубов. А ова се што е од лекови, од здравство, и донесени лекови и методи за лекување се лага. Лага, затоа што тоа ги лечат само последиците од погрешниот начин на живот. Не потпаѓајте под парите, луѓе, не ви се потребни парите. Не ви се потребни парите. Порано луѓето живееле со малтене со орис и леп, па биле среќни. Не викам дека треба да се вратиме во праисторија, само велам дека она што е нормализирано и што го живеете е ненормално. Вратете се во корените на својата душа, на својата свест, на својата внатрешност, на својата љубов. Во Југославија луѓето живееле многу постродно, во поголемо заедништво. Од кога е создадена оваа Македонија, сите индивидуално на сите овие балкански поднебе имаат своја ниво на свестност. Ние имаме култура, имаме своја позадина, имаме своја историја, имаме прекрасни луѓе, творци, револуционери кои што направиле прекрасна историја во аспект на тоа да се задржи Македонија како култура. Меѓутоа, тоа е една страна. Тоа се индивидуалци, исто како што сум ја индивидуалец кој што го прави ова своеволно. И тие се бореле на некој начин да задржат некоја култура, некој свој идентитет. Меѓутоа, оно што вие го идолизирате кај овие политичари кои што, како што кажав пред малку, нивната должност било училиштата да бидат опремени во едни понормални услови. Не било тоа должност на Тоше Проески да го прави тоа. Меѓутоа, неговото дело, неговата суштина, неговата мисија, неговиот придонес, хуманост да придонесе во толку многу училишта да се направи тоа и таа политичарска мафија на крај буквално да го остави на едно смрдливо место таму од пластика. Па тоа ви кажува да ве разбуди малце. Замислете како е на таа фамилија, колку срца има допрено Тоше. И после се чудиме каде одат добрите луѓе. Добрите луѓе не може да обстојат во место, во околности во кои што не се почитувани, а не се почитувани. Не се почитувани. И тоа е повик на Бога. Тоа е повик на Бога. Аларм. Имате вредност, огледајте се на вредноста. До кога ќе одите слепо кон слепи политичари? Политичарите, институциите, се што е направено во едно општество на глобално ниво, се е измислено. Се е измислено. Не постои. Еве, урнете ги сега, замислете си во вашата глава дека едноставно не постои ништо. Вие сте слободни. Вие сте слободни. Слободен човек. Од договор, од правила, од закони. Тоа се само институции кои што
прават да има некаков баланс, меѓутоа институциите се злоупотребени и го лажат обичниот човек во сите негови сфери. И затоа Македонија добива политичари кои што буквално ги прави, народот го прави глупав во здрав ум. Затоа што гледа политичарот, знаете како е психологијата? Психологијата е, ја гледам дека ова младо кревко пиле наивно кој што не знае ништо, па дај ќе му кажам, ќе му ги украдам парите. Или ќе му кажам, ако е 300 денари тоа, ќе му кажам 350, бидејќи гледам дека ќе молчи, нема да се избори, нема достоинство, нема, мирно е, си молчи, си кажува благодарам, добро е, дај ќе му ја издарам кожата. Ќе го насамарам. На ист начин политичарите го прават тоа со македонскиот народ, затоа што македонскиот народ не вложува во себе, нема култура. Нема култура. Значи, ајде, дај само, помини таму, ќути, молчи, дај ова да направиме. И така се живее со површност. Само за себе, со млитавост, со некултура, со гадност во себе. Многу гадни луѓе има во оваа држава. Многу зло. Меѓутоа, исклучиво тие луѓе ќе се стопираат, ќе ставиме граница кога ние, добрите луѓе, кои што сме малку посвесни, ќе кажеме, не ми интересираш, има да правиш како што е култура, како што културата налага. А ние, бидејќи научени сме да почитуваме се и се што, да молчиме, да бидеме културни, ние дозволуваме всушност најголемото дна да не води и да доминира во општеството. Не сме тоа така да биде вистинската љубов кон себе и само почит. И кој ќе кажам, кој ќе застанам зад поготово оние кои што имаат деца, ќе застанам за иднината на своето дете. Јас не сакам моето дете да живее во ваква иднина, во вакво општество, во вакво труло, гадно општество во кое што на вести се слуша во Алово, на вести се слуша пред една недела, читам некој си таму фрикот Виница го врзал кучето позади на колата, го влече да вози он со колата, кучето трча со последен здив. Со две опции. Или да си ги сотре нозете и да умре удавено, или не знам кои све не опции може да биде таму. Значи единствените опции се или да трча без див. Замислете која тортура е тоа. Ало, животните имаат права. Видите во Англија како се третирани. Ние не смееме ова да го дозволуваме. Како да ви објаснам, треба да се обесиме ли? И ние ќе погледнеме, ќе затвориме очи, срцето ќе ни се распара и ќе речеме: тоа е, светот е таков. Тоа е, ќути си, молчи си, гледај ти фамилијата. Гледај ти своите деца. Утре децата ќе ви живеат во бетер свет. Затоа што до тој степен е алармот дојден, да земјата веќе доаѓа до преголем хаос, уништување, деградирање, уништување на сите екосистеми, каде што веќе нема излез ако овој пат не се свестиме на време. Мојата задача е да можам во мојата професија, во ода што јас го правам моментално, да го изнесам. Вашата должност е да не молчите, да внимавате што заокружувате, што гласате, што правите, какви вредности негувате, преку што поминувате, што дозволувате, и малце да застанете достоинствено, со мудрост, со граница. И да речете, некој нешта не може. Јас пред некој ден патував во друг град и на враќање имаше дечкото кој што возеше пуштано турбофолк музика за дрога, секс, пушти се доле, дојди да те и така натаму. И сите бевме со слушалки и молчиме и ќутиме. И јас не можев, јас сум таква, јас не можев да прекинам, да премолчам. И јас кажав: ве молам музиката да ја намалите,
бидејќи ми смета. Пуштате нешто покултурно. Ако вака секој човек каже на глас, тогаш ова нешто ќе почне да се менува. Јас добив фидбек, поглед и игнор од возачот. И он си продолжи, не ми исперцепира. А знаете зошто не ми исперцепира? Затоа што сите ме гледаа на косо, а на сите им сметаше музиката, бидејќи сите гледам се туфка, едниот со слушалки се мафташе наваму натаму, и сите премолчеа. Ако каже дечко на вистина, дај малце намалија музиката, не е баш ова добро, тогаш да видиш како дечкото ќе ја намалеше музиката и ќе ја сменеше станицата. Ама не. Молчиме, ние молчиме. Ама молчиме и кон радијата што ги пуштаат тие песни. Молчиме кон се. Е додека молчиме, немојте да очекувате благосостојба и иднина за вашите деца во која што ќе живеат во свет, во кој што ќе биде некој розов свет. Тој што е млад човек не треба воопшто да се дрзне да прави деца во овој свет, туку малку да работи на сите можни аспекти на себе, да прави придонес. Бидејќи сега веќе не е важна ни мојата кариера, ни твојата кариера, ни постигнувањето, ни парите, ништо нема да ни биде битно. Затоа верувајте ми, ако не се свестиме на колективно ниво, залудно ни е и тоа. Џабе јас ќе учам некој како да си го подобри животот, кога на индивидуално ниво, на колективно ниво одиме ние во пропаст, џабе ни е се. Ете, ова нека ви одзвонуваат овие зборови мои, затоа што во вас е моќта, во глобалниот колектив е моќта, кого се бира, што се прави, кон што се оди, какви вредности се негуваат и од што сте зависни во животот. Ви кажувам, ако денеска одберете се да фрлите во канта од договори, од работни места, од се, вие ќе си ослободите душата. И ќе видите дека можете да живеете буквално со леп и сол целиот месец и да бидете среќни. Тоа многу добро го знаете сите индивидуално, затоа што кога ќе отидете на одмор, знаете дека вие таму се природувате. Тоа зошто е така? Затоа што не сме создадени за овој концептуализиран систем на живење од 8 до 4, кој што вие јаде душата цел месец за една сирота кревка плата. Не сте за тоа создадени, ви кажувам. Порано луѓето живееле многу слободни, немале кариери, немало ништо и луѓето биле посреќни. Живееле, дај ми ти, ќе ти дадам кило ориз, ти мене, дај ми една кокошка или не знам таму за чинна размена и така живееле. Значи се сноѓале, имале Божја вера, знаеле дека Бог нема да ги остави туку така. А ние денеска сме робови на договори. И затоа имаме полни болници, се фалиме со најдобри приватни здравствени установи, со најдобрите лекови, со најдобрата, не знам, храна, со не знам таму што, а се е тоа заблуда. Се е тоа, луѓе, заблуда, не постоело, се е измислено. Тоа е направено од науката, од човештвото, зашто луѓето почнале да заболуваат, зашто отишле во тотален погрешен правец. За да не отидете во тој правец и да не се заболите духовно и физички, што од храна, што од бучава, од само дигање згради на сите страни, што од енергија, енергетски од други луѓе, од работни места, што од зло, што од површност, што од не знаеме више од сите страни. Значи, не ви е потребно тоа. Вие можете буквално да јадете лепи сол или да јадете овес, едно гравче и вечерта на салата и да ви биде доволно на душата. Буквално. Да ви биде доволно на душата. Ама, ако не се свестиме на време, не ни се пишува добро. На никој. На никој. И на мене, и на најсиромашниот, и на најбогатиот. Сите одиме во иста дупка. Тоа е вистината и реалноста од една објективна перспектива.